Повеќе од 200 пациенти побарале помош во Центарот за депресија во Велес. Започна да работи пред неколку месеци во здравствениот дом. Тројца лекари и останат медицински персонал им даваат стручна помош на пациентите. Помош досега побарале и малолетници. Најголемиот дел од пациентите, велат лекарите, се луѓе кои веќе побарале помоши на одделението за невропсихијатрија во Велешката болница. И тоа се хронифицирани пациенти, значи пациенти кои веќе имаат одредена анксиозна симптоматологија, депресивна, одредени други афективни состојби. Значи бараат излез од својата здравствена состојба. Секој кој има таа проблематика, таа е хронична и настојува да излезе од самиот тој проблем кој го тишти веќе подолг период. Во врска со возраста која ја опфативте, значи нема одредена граница во која таа е врамена и е специфична, не е ниту джендер специфик, ниту age специфик, никаква не е. Значи се јавува дали по одредени стресогени моменти, екзогени предизвикани, ендогена одредена состојба. Од Центарот за депресија велат дека пациентите кои доаѓаат бараат консултација со лекарите, бараат стручно мислење, но и да им се каже дали е потребно болеста да се третира понатаму и да се вклучи одредена терапија. Нема посебни причини поради кои се јавува депресијата. Нема ниту возрастна група која може да биде најпогодена. Во зависност од самата симптоматологија, дали идат на одделение, дали не идат на одделение, некои помлади се интересираат за дали е сериозна состојбата, дали е тоа состојба која ќе трае, дали треба терапија. Значи, консултативно во почетокот, после одлучува самиот терапевт кој работи во центарот, со тој конкретно пациент, и после тоа е еден симултан процес. Неодамна надлежните регистрираа зголемена употреба на лекови за намалување на напнатоста. Бројките покажуваат дека секој втор македонец користи антидепресиви. И покрај ова, според лекарите, во земјава нема епидемија од депресија.